Речиси 200.000 лица во Македонија боледуваат од дијабетес. Оваа бројка во Тетово достигна речиси 13.000. Секоја бесплатна акција за мерење на шеќер во крв во Тетово резултира со откривање на десетина нови случаи. Докторите потсетуваат на ризик факторите и како граѓаните да го превенираат заболувањето од дијабетес. Имамо пациенти со дијабет тип 2 и помлади од 25 години, што порано не беше практика. Сега имаме од 25 години па до 80 години. Значи што повозрастен дае шанса да добива дијабет се поголеми. Тука после доаѓа стресот. Доста игра негативна улога за појава на дијабетот, лошата исхрана, повеќе јаглени хидрати у јадење, тоа доста придонесува за појава на дијабетот. Денеска се одбележува Светскиот ден за борба против дијабетес под мотото Здравата исхрана и дијабетесот. Здруженијето на дијабетичари од Тетово посочи на проблемите со кои се соочуваат заболените од шеќерната болест. Во Македонија има околу 185 последната бројка кои што се заболени од дијабетес, околу 43.000 се на инсулинска терапија. Во врска со Тетово, со наша општина, може да кажем дека околу бројката се движи кои што се 2300-400 се на инсулин, а на орална терапија, односно таблети, над 10.000 се пациенти кои што се вака регистрирани, може да речем. Секој ден се зголеме бројката 1 до 20 нови се наоѓаат кои што се вика не знаат дека имаат дијабетес, така и секоја акција која правиме, и денешнава, може да се види дека од сите тие што се контролираат, ги прашуваме дали имаат или немаат, испаѓа бројката дека едно 10-12 ново откриени дијабет, им е накачен шеќерот во крвта. Имаме проблем со лентите за мерење на шеќер. Недоволни се тие, 50 ленти за цела година, 25 за 6 месеци. Се имamo најава дека од 1 јануари 2015 ќе ни следувало 30 ленти на месец. Тоа е многу добро, бидејќи на детскиот дијабет што се покриени, они имаат доволно, мислам, али за нас повозрастните немамо и така да има корекција на чин се зголеми бројката на ленти. Шеќерната болест е хронично заболување кое се појавува кога панкреасот не продуцира доволно инсулин или пак кога веќе произведениот инсулин телото не може ефективно да го искористи. Во пензионерскиот дом во Тетово беше спроведено бесплатно мерење на шеќерот во крв и делени совети од докторите за поефикасно справување со оваа болест.